Почитувана македонска јавност, почитуван председателе, почитуван министар, почитувани колеги. Предлог буџетот за 2012 година се носи во исклучително тешки услови предизвикани од пандемијата на коронавирусот. Во овој предлог буџет, приоритет на државата и понатаму ќе биде помошта на стопанството, се со цел да се надминат последиците предизвикани од оваа светска криза. Со ребалансот на буџетот 2020 година беа спроведени мерки кои позитивно влијаеа врз убlažувањето на последиците од оваа криза, пред се во оние сектори кои беа најпогодени од кризата и врз физичките лица кои припаѓаа на ранливите категории на граѓани. Вие можете колку сакате да критикувате, но фактите велат дека изминативе 3 години, па дури и во услови на пандемија, ние се справуваме добро. Дозволете накратко да ја презентирам и споредам на платата од сите даноци оваа година, споредбено со изминатата 2019 година и споредбено со 2016 година во времето кога вие владеевте. Во периодот ноември 2020 година остварен е вкупен приход од сите даноци: данокот на добивка, данокот на личен доход и данокот на додадена вредност во износ од 6 милиарди 050 636 659 денари, што во сооднос со остварениот вкупен приход во периодот ноември 2019 година е 6,228 милиарди 237 825 денари, што бележи намалување 2,85%. Во периодот јануари-ноември 2020 година остварен е вкупен приход по основ на сите даноци од 67 милиарди 888 974 440 денари, што во сооднос со остварениот вкупен приход во периодот јануари-ноември 2019 година е 74 милиарди 268 777 695 денари, што бележи намалување за 8,59%. Период ноември 2019, како што кажав и погоре, остварен е вкупен приход од 6 милиарди 228 237 825 денари, што во сооднос со остварениот вкупен период во ноември 2016 година е 5 милиарди 639 711 358 денари, што бележи зголемување за 10,44%. Периодот јануари-ноември, истата 2019 година, остварен е вкупен приход од сите даноци од 74 милиарди 268 777 695 денари, што во сооднос со остварениот вкупен приход во периодот јануари-ноември 2016 година е 64 милиарди 917 239 564 денари, што бележи зголемување за 14,41%, што значи дека и во услови на пандемија 2020 година приходите се многу подобри од времето кога вие владеевте. Оваа наплата на редовните даночни обврски од страна на нашите даночни обврзници е доказ дека оваа влада, како и управата за јавни приходи изминатите 3 години, работи успешно и во делот на законските измени кои се однесуваат на даноците и кои представуваат огромно олеснување за даночните обврзници, како и во редовноста на повратот на данокот на додадена вредност, кој е еден од приоритетите за успешност на нашите компании. Во престојната година, а се со цел за полесно справување на оваа криза, приоритет на државата ќе биде подобрување на економската состојба и намалување на заразените лица и унапредување на здравствената заштита. Буџетот за 2021 година е скроен во насока на ефикасно справување со здравствените и економските последици од пандемијата предизвикана од коронавирусот. Буџетот за 2021 година има 3 основни цели. Првата е зајакнување на финансирање на системот на здравствена заштита и зачувување на здравјето на нашите граѓани. Втората цел е насочена кон поддршка на економската стабилност и поставување на темелите на економското заздравување и забрзан раст. И третата цел
е насочена кон непречено финансирање на основните функции на државата и поддршка на реформите на правосудството и евроатлантските интеграции. Стратегијата за економското заздравување и забрзан раст на македонската економија е составена од 4 столба. Првиот столб е економското заздравување од последиците од корона кризата и приоритетите на овој столб се заштитата на здравјето на граѓаните, особено оние најзагрозени категории во општеството и поддршката на економијата, поддршка на приватниот сектор и заштитата на постојаните работни места. Забрзаниот, инклузивен и одржлив економски раст е вториот столб, каде што се дава приоритет доброто управување во институциите, владењето на правото и правната држава, како и сузбивање на корупцијата, фискалната одржливост, макроекономската и финансиска стабилност, локален и регионален развој, здрава животна средина и дигитализација на економијата во јавните услуги. Владата на Република Северна Македонија во периодот од 2021 до 2025 ќе се фокусира во имплементација на капиталните проекти во износ од 3,1 милиард денари средства, и тоа од буџетски средства ќе се издвојат за финансирање околу 1,16 милиарди евра, донација преку ИПА фондовите 112,8 милиони евра и со средства на меѓународните билатерални кредитори во износ од 1,84 милиарди евра. Дека вашите критики се производ на оче, доказ се податоците од Министерството за транспорт и врски во изминатите 3 години, каде што има најмногу проекти. Завршени се 23 патни правци со вкупна должина од 240 км во вредност од 54,6 милиони евра. Исто така, преку Министерството за транспорт и врски, во тек се 29 проекти за изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа во вредност од 13 милиони евра. За прв пат во Визбејо се гради канализација и водовод, се со цел да се подобрат условите за работа на компаниите и привлекување на нови инвеститори. Во населеното место Волково изградени се 7 км фекална канализација, со што остануваат уште 13 км целосно да се покрие. Од средствата во буџетот за 2021 ќе продолжиме и понатаму да ги реализираме капиталните проекти како и досека, и тоа во патната и железничката инфраструктура, енергетската инфраструктура, комуналната инфраструктура, капиталните инвестиции за поддршка на земјоделството, заштита на животната средина, како и главни приоритети ќе бидат капиталните инвестиции кои се однесуваат за подобри услови во здравствениот, образовниот и социјалниот систем. Во делот на здравството предвидени се инвестиции наменети за изградба и реконструкција на јавни здравствени установи, набавка на медицинска опрема и проектот за итно справување со COVID-19. Во делот на општинската инфраструктура се финансираат два големи проекти: проект за подобрување на општинските услуги и проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Со овој буџет за 2021 година предвидени се проекти во делот на образованието и социјалната заштита, и тоа изградба и реконструкција на основни и средни училишта, физкултурни сали, реконструкција на нови студентски домови на Република Северна Македонија, проект за унапредување на социјалните вештини, реконструкција на казнено-поправните домови, проект за домување на социјално ранливите групи, проект за развој на вештини и иновации кој ќе се заврши во 2021 година и што е финансиран со заем од Светската банка. Исто така, со заем од Светска банка, во 2021 ќе започне и проектот за унапредување на основното образование, се со цел да се подобрат условите за учење во основното образование. Немаме, за жал, предвидено споменици, како што вие предвидувавте, од оној тип шмизли, девојки, бикови, војни на коњи. Напротив, училишта, спортски сали, студентски домови. Од вашето дивење и безмилосно трошење на парите од граѓаните, кои ги претворивте во камења и споменици и стиропори, немаме ништо продуктивно. Тие споменици денес не вредат ни за лек, па болниот не може да оздрави. Не вредат ни за леп, па и гладниот не може да се нахрани. Залудно и немилосрдно цели 11 години ги трошевте парите на граѓаните. Наследивме држава
оставена во пустош. Со оглед дека претходеше бурна амандманска расправа и беа поднесени голем дел од амандманите кои се однесуваат на мојата општина Ѓорче Петров, би сакала од оваа говорница да информирам неколку работи за моите сожители. Почитувани жители на Орман, со парите доделени од ТАФ, ќе го решиме вашиот децениски проблем. Таму нема да направиме споменик, како што тоа би го направиле ВМРО ДПМН, туку вашето барање за фекална канализација конечно ќе биде решено во 2021 година. За подрачното училиште во Хром, Димитар Поп Георгиев Беровски, срамот на ВМРО ДПМН, кој отвори училиште без спортска сала и со нерешени имотно-правни односи, ви известуваме дека овие имотно-правни односи се решени. Исто така, завршен е тендерот за доградба на ова училиште и општината Ѓорче Петров одбра изведуваш за спортска сала во дворот на исто училиште, обезбеди определени средства за прва фаза и во најкус можен рок ќе почне со изградбата. Во исто време, основното училиште Тихомир Башовски во Ново село, Милошевски во Ново село, кое се соочува со недостиг на просторни капацитети, обезбедивме средства за доградба на ова училиште. Градиме нова градинка во Волково и ја завршивме спортската сала во основното училиште Јоаким Кршевски во Волково и нашите најмали жители во Волково после 60 години за прв пат добија спортска сала. Градиме нов затворен базен во основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, а претходно ја реновиравме спортската сала и го саниравме покривот. Јасно покажавме што значи грижа за жителите на Ѓорче Петров. Срамота е, нели, 12 години да се царува со една општина и ништо да не се направи. Срамота е да ја оставите во мрак, нели? Ѓорче Петрово изминатите 3 години доби модерно LED осветлување на целата територија. Не е целта да го лажеш и да манипулираш со народот, а кога ќе дојдеш на власт, да владееш само за сопствена цел и да се богатиш на негов топ. Затоа ве боли промената на законот на данокот на имот, бидејќи многумина од вас све засега, лично. И тука не застануваме, туку дополнително мотивирани продолжуваме да градиме и инвестираме во нашето Ѓорче Петров. Во делот на реформите кои се однесуваат за јавните финансии, ќе се зајакнат процесите за планирање и извршување на буџетот, ќе се превземат мерки и насоки кои се однесуваат на подобрување на наплатите и приходите, зајакнување на системот за јавни набавки. Исто така, планирано е да се реализира проектот за воведување на информацијски систем на управување со финансии и интегриран даночен систем. Четвртиот столб ќе биде фокусиран на развој на човечките ресурси, еднаквите можности во кои што ќе бидат опфатени разни мерки и активности, давајќи приоритет во развојот на човечките ресурси во делот на образованието, науката и здравството. Ќе се даде можност за поголеми активности на работоспособното население и пред се мерки и активности во делот на социјална заштита и социјално осигурување. Во време на сериозна глобална економска криза, важно е секое работно место. Буџетот за 2021 година, освен што е насочен кон спас на постоечките работни места, носи значително поголема поддршка за отварање на нови работни места и пат на невработеноста. Доказ за тоа се средствата наменети за оперативниот план за активни мерки и програми за вработување, кој за 2021 година е проектиран на 538 милиони денари, што е речиси 5 пати повеќе од оперативниот план за 2020 година, кога тој изнесуваше 115 милиони денари. Даночните приходи за 2021 година се планирани во износ од 118 милиарди денари, со пораст од 8% во однос на претходниот ребаланс за 2021. Најголемо учество има данокот на додадена вредност и тоа 44,3%. Целта на даночната политика е да се обезбеди одржлив економски раст и развој со редовна наплата на јавните приходи од страна на даночните обврзници. Приоритети ќе бидат поголема праведност во даночувањето, со тоа што ќе обезбеди секој да исполнува својата граѓанска должност и редовно да го плаќа својот данок.
Да се обезбеди поголема ефикасност во делот на подобра наплата, значи сузбивање на нерегистрираните даночни обврзници и затајувачи на данокот. Исто така, изнаоѓајќи поефикасни мерки и услови кај овие даночни обврзници кои имаат потешкоти во наплатата, ќе се овозможи да се наплатува и заостанатиот даночен долг кон државата. Во однос на овој дел, кој се однесува на носење за мерки за подобрување на наплатата, а вие милувате да ги велите репресивни мерки, би сакала да појаснам дека со овие мерки и активности токму ќе се оствари целта која бараат сите македонски граѓани. Тука не станува збор за редовните плаќачи, туку на оние даночни обврзници кои својата дејност ја вршат на диво, нерегистрирани во Централниот регистар, при тоа неосновано збогатувајќи се на терет на нас граѓаните и оштетувајќи го буџетот со неплаќање на нивните даночни обврски. Во делот кога станува збор за оние даночни обврзници кои имаат проблеми со навременото плаќање на даноците, особено во ова тешко време во кое се соочуваме, владата на Република Северна Македонија со претходниот ребаланс на буџет, кој вие не го гласавте, донесе сет мерки со кои ги ублажи последиците на огромниот број на даночни обврзници. Дека даночната политика нижи успеси последните 3 години, се многобројните законски измени во областа на законите кои се однесуваат на даноците. Со овој буџет гледаме дека е насочен повторно кон помош на нашите компании со цел надминување на последиците кои ги предизвика оваа корона криза. Со овој буџет исто така се залагаме за поголема даночна транспарентност и унапредување на електронските услуги, побрза размена на податоци помеѓу даночните органи и други државни органи, воведување зелено оданочување со цел да се стимулираат даночните обврзници преку давачките да придонесат за помало загадување. Вкупните приходи на буџетот за 2021 година се планирани на ниво од 212,6 милиарди денари и истите се повисоки за 8,3% од вториот ребаланс, додека расходите се планирани на ниво на 247,5 милиарди денари или за 2,8% пониски во однос на вториот ребаланс. Во буџетот се планирани околу 17 милиарди денари да се остварат од неданочните приходи, кои ги сочинуваат административните такси, концесии и 3,2 милиарди денари капитални приходи. Социјалните придонеси се за 5% повисоки во однос на вториот баланс и се планирани во износ од 68,3 милиарди денари. 6,2 милиарди денари се планирани по основ на донации. Вкупните расходи се планирани да бидат во износ од 247,5 милиарди денари, односно за 2,1 пониски од буџетот за 2020 година. Во оваа насока обезбедени се поголем износ на средства за потребите на Министерството за одбрана како предводник на реформите во одбранбениот сектор согласно НАТО стандардите. Како што кажав и погоре, буџетот за 2021 година е структуриран да одговори и на здравствените и на економските предизвици од корона кризата, но истовремено нуди можност за рестарт на македонската економија. Затоа потребно е низ отворена, инклузивна и конструктивна дебата буџетот да биде донесен од страна на сите нас пратениците. Благодарам.